Добро вечер и добро дојдовте назад. Како што најави веднаш по спортските вести следуваат минути наменети за спортска тема во отвореното студио на 1 ТВ, со која се надевам ќе го задржам вашето внимание. Македонските фудбалски менаџери во последно време се повеќе земаат замафи на домашната фудбалска сцена. Ако како што знаеме, светскиот и европскиот фудбал одамна е во рацете на така наречените менаџери, агенти, скаути, кои луѓе кои нормално скенираат играчи и помагаат при нивна трансфер реализација. Меѓу најпознатите и португалецот Хорхе Мендеш, човек кој шокира на трансфер пазарот со неговиот клиент Кристијано Роналдо. Ако Мендеш го може тоа со Роналдо на нашите простори или на нашата домашна фудбалска сцена, тоа е Никола Ѓошевски, најуспешен фудбалски менаџер кај нас, поранешен фудбалер на Силекс, Вардар, работнички и неколку европски клубови. Никола, повели. Благодарам. Никола Ѓошевски веќе 6 години води компанија за спортс менеджмент консалтинг, исто така воведува и новитет во македонскиот етер со скаутинг платформа. Ѓошевски, може ли накратко да објасниме што представува скаутинг платформа? Па, скаутинг платформата се појави како една идеја од неодамна. Јас би рекол и како една потреба на македонскиот фудбал, фудбалски пазар. Од аспект на тоа каде живееме, кој е нивото на нашиот фудбал, што му треба на нашиот фудбал. Едноставно, со оглед на нашето искуство во поглед на посредувањето при трансфери и работа на мојата фирма, додевме до заклучок дека ова е потребно на македонскиот фудбал, поради тоа што едноставно странските скаути не доаѓаат во Македонија. Македонските клубови немаат скаутинг департмент, кој што представува, јас би рекол, можеби и основа во одлучувањето на клубот кои фудбалери да ги ангажира. Нешто што го има секој нормален клуб во Европа. И во еден таков недостаток, на се тоа што го кажав, сметам дека нашите фудбалери се недоволно следени од странските клубови, па дури и од домашните. И заради тоа воведуваме една новина во македонскиот фудбал, каде што на еден модерен начин, преку социјални мрежи, преку Facebook, Instagram, LinkedIn, да бидат следени нашите фудбалери не како менаџерска агенција, не само како фудбалери кои што ние ги застапуваме, туку таа наша платформа е отворена за сите фудбалери, дури и за македонците во Македонија, за македонците во странство, за фудбалери кои што имаат менаџери, за фудбалери кои што немаат менаџери. Идејата ни е да бидеме едно место каде што тие ќе бидат следени. Колку сте задоволни од работата пред се во вашата фирма, а потоа секако нели како новитет уште не можеме да знаеме што со скаутинг платформата, колку сте задоволни од тоа како ве прифаќаат домашните фудбалери како една компанија која се грижи за нив и им дава нели можности за успешни трансфери да заиграат надвор од нашата земја? Видете, менаџерството во мојата компанија, во мојата фирма е само една од услугите кои што ние ги нудиме. Мојата фирма е за услуги во спортот. Ние, можеби недоволно познато, но сепак нудиме и адвокатски услуги во фудбалот. Ние нудиме сега со овој маркетиншки услуги во фудбалот. Ние ќе воведеме во нашата фирма сега и финансиски услуги за фудбалерите. Фудбалерите треба да се едуцираат во тој поглед, имаат потреба од такви услуги. Ако збориме за тоа како сме задоволни, да, ние сме задоволни. Во Македонија постојат повеќе менаџери успешни, значи не сме само ние. А како што кажав, мојата фирма нуди повеќе услуги и од тој аспект имаме повеќе клиенти. И нашата фирма е отворена индивидуално за секаква услуга или колективно за сите услуги заедно, ако биде застапуван тој играч како менаџерска агенција. Менаџерите во денешно време, јас би рекол, можеби кај нас недоволно познато, но се најмалце важни, јас би рекол, во еден трансфер. Да, тие се важни, но не се пресудни.
заради тоа што ние ги учиме сите нашите клиенти, татковци на фудбалери, младите фудбалери, дека пресуден е нивниот квалитет. Во странство направивме анализа во соработка со ФФМ, од Македонија одат само помалку од 1% во една година фудбалери во странство. Тоа е поразителен факт. Во ред, да, меѓутоа тоа е вистината. Зошто? Како? Веројатно има многу причини, но но дали една од причините е токму незаинтересираноста на фудбалерите, неприфаќање агент, менаџер кој треба да стои позади видите, не е само тоа, бидејќи може фудбалерот и да има менаџер, но странските клубови не ги следат нашите играчи, нема доволно информации. Тој менаџер од Македонија, меѓу кои што сме и ние, има тродупло потешка задача да презентира на Европа дека има добар клиент. Тој клиент треба да е следен. Скаутингот во странство е минимум 2 години. Минимум 2 години странските скаути како клубски скаути, зборам, не како менаџери, следат играчи по европските лиги. И кога тие носат одлука дека сакаат некој играч, тие тогаш го контактираат играчот и тогаш го контактираат неговиот менаџер. Значи, сакам да кажам дека менаџерите имаат улога, но не пресудна во тие трансфери. Клубовите бираат кого го сакаат. Затоа, мислам дека во македонската јавност има една погрешна перцепција за тоа. Ние се трудиме тоа да го објасниме, да ги научиме сите фудбалери дека, без разлика дали сме менаџери, дали не, дека треба да бараат да играат во своите клубови. Треба да сакаат да напредуваат, да тренираат, бидејќи со нивниот квалитет ќе играат, со нивниот квалитет ќе се продадат. Менаџерот ќе биде само тој кој што ќе го посредува трансферот, а не обратно. Значи, не може менаџер да продаде играч ако играчот не е следен од одредени клубови подолго време. Не може. Втора работа, има многу конкуренција на пазарот. Нашите играчи се non-EU паспортс. Значи, ние сме надвор од Европска унија. Во сите лиги има лимит на странци. До 2, до 3. Секаде има бразилци, секаде има африканци. Од тој аспект е уште потешко да се оди во странство. Заради сето ова, ние воведуваме, освен скаутинг платформа, промоција на менаџерство при македонски клубови. Афирмација на тоа, бидејќи поразително е, според FIFA евиденција, нема активност на посредник во Македонија при македонски трансфер. Во ниеден договор помеѓу фудбалер и клуб нема активност на посредник. На местото посредник стои обична цртка. Дај да воведеме, бидејќи во Македонија има менаџери, тоа не е само за нас, тоа е за сите менаџери, да воведеме една култура на однесување кон сето тоа како што е секаде во странство. Да, на крајот клубот ќе ги бира играчите, тренерот ќе бира кој ќе игра, а менаџерот ќе го преговара неговиот трансфер кој што клубот го сака, односно играчот кој што клубот го сака. Да ја разбиеме таа догма, една парадигма дека клубовите земаат играчи заради менаџерите. Не, клубовите земаат играчи заради квалитетите на играчите. А ако го преговараат трансферот со неговиот застапник. Тоа го воведуваме и како една новина, освен скаутинг платформата, промоција не само за нас, и за сите менаџери во Македонија, да клубовите ги научиме да тоа го препознаат како услуга. Затоа има ФФМ прописи, FIFA прописи, се е регулирано. Едноставно да покренеме иницијатива, ако се мали платите, да покренеме иницијатива за посредување и воведување на посредник при македонски трансфери. А за странство ќе одат само тие што странство ги бара, само тие што имаат квалитет за странство, а не тие што сакаат менаџери за тоа странство. Значи, странство ќе се јави само доколку ти бидеш добар играч. Не може да се бара да одиш во странство ако си уште резерва во својот клуб туку Македонија. Не може да се бара да одиш во странство ако не си се докажал се уште тука. Не може. Нема менаџер таков што ќе те продаде. Нема. Секако пресуден е квалитетот, талентот на играчот. Колку клубовите го прифаќаат ова? Па клубовите ќе го прифатат ова доколку нашата идеја се промовира и се развие. Клубовите мора да го прифатат кога фудбалерот ќе каже кој е негов застапник. Значи, идејата е да ги оттргнеме фудбалерите од преговори со клубови. Идејата е фудбалерите да се насочат само кон играње и кон тренинг. Фудбалерите не знаат прописи. Фудбалерите
не знаат што подпишуваат. Фудбалерите не се должни тоа да го знаат. Затоа луѓе учеле факултети. Затоа луѓе учеле адвокатура. Се едуцираат. Затоа луѓе имаат искуство во тоа. Затоа луѓе ќе едуцираат одреден татко или фудбалер што подпишуваат. Што е тоа тренинг компензација? Што е тоа солидарити? Што е тоа стипендиски договор? Порано, сега веќе нема. Што е тоа договор? Дали од кога ќе му истече договорот, клубот има право да бара тренинг компензација? Што е тоа? Дали му менува ако е 3 години договор, ако е 2 години договор? Во тој поглед, нашата фирма нуди и како трета услуга правен консултант. Некои играчи, некои родители се плашат од менаџери, не сакаат менаџери, од X причини. Перцепцијата нормално кај нас е баш спротивна на сето ова. Во ред, нашата фирма ги нуди адвокатските услуги, не како менаџери, туку како адвокати, каде што ние ќе укажеме кон тоа што се подпишува, кои се неговите права, кои се FIFA прописи и нормално ќе даваме совет, а останува на фудбалерот и на неговиот татко или неговиот менаџер дури да донесат одлука дали да подпишат, колку да подпишат и како да подпишат. Ние сме нивни правни консултанти. Како да ја искорениме оваа перцепција што владе на македонскиот пазар помеѓу играчите, помеѓу родителите, како што кажавте, нели, младите играчи? Видите, само со конкретна активност. Ако ние коментираме како до сега дека ние сме Македонија и ке нас е вака и ако само констатираме дека е така, а не покренуваме иницијатива тоа да се смени, ќе се остане исто. Нашето е почеток на иницијатива кон тоа. Бенефитот, јас велам дека е за сите. Не е само за нас како фирма. Дај да воведеме нешто ново. Јас знам дека е тешко. Јас знам дека немаат клубовите навик. Дај да ги научиме. Да ги научиме кон тоа. Да ги научиме дека така е секаде во светот. Ние тука живееме. Каде и да одиме, ние се враќаме, ние сме тука. Дај тоа да го воведеме, да почнеме да одиме полека напред. Дали ќе успееме, не знам, но секој во својата област тоа што го работи, треба да се бори да тоа го направи најпрофесионално, најчестно и да придонесе кон тоа да се променат тие констатации дека ке нас е вака и не може да се смени ништо. Значи само со активност и со превземање на мерки во таа област што се бавиш, ние сме фирма за тоа, некој има фирма за друго, некој се суди, некој се не знам што, преку здружение, некој е на агенти, преку не знам како, секој да си ги бара своите права и да воведеме еден систем на функционирање како што е во Европа. Ние тоа нема да го направиме одма, но дај да почнеме. Вие како човек кој подолго време веќе ги следите овие работењето со фудбалерите и при трансфер реализации, според вас колку е паметно и кога е клучно за фудбалерот да напушти домашната средина и да се одлучи за таков чекор трансфер во странство? Многу е лесен одговорот. Моментот за тоа не е кога сака играчот, не е кога сака менаџерот, туку кога сака странство. Сакам да кажам, со твоите добри игри, ти ке го натераш странство, тебе да те бара. Тебе менаџерот може да те нуди кај сака, ако ти си резерва у Вардар, ако ти си резерва у Шкендија, ако ти си резерва у Работнички, нема странство. Нема странство. Таму кој што одиш во странство, треба да си подобар 2 класи од тие што ги имаат они. Таму кој што одиш во странство, зафаќаш место на странец. Тајмингот за одење во странство е кога сака странство. Кога те бара странство. Зборам за добар трансфер, добар клуб. Брзањето со одење во странство кај нас е големо, нереално, до таа мера што ствара нервоза и кај играчот, и кај родителот, и кај менаџерот, и кај цела фамилија, бидејќи родителите, фудбалерите брзаат со странство. Нема брзање со странство. Ќе одат само најдобрите. Ќе одат само тие што странство ги бара. Ние сме сведоци и ние како фирма. И ние сме нудели играчи кои што не ги сака. Може ли да ни објасните како еден менаџер или скаут, агент, препознава квалитет кај играч? Што треба или што треба да даде фудбалерот од себе за да остави
таков печаток да биде на радарот на некој од менаџерите, скаутите? Па фудбалот е јавна работа, сите гледаат како играш. Играш на терен кај има публик. Фудбалот е отворен спорт за сите, и на телевизија, и на стадион. Фудбалот е најглавна споредна работа у свет. Значи, секој има право на своје мислење за одреден играч. Не е лесно да се препознае. Сведоци сме дека и ке многу менаџери, ке многу клубови, и ке многу тренери постои погрешна проценка. Многу фактори влијаат кон тоа да фудбалерот направи некаква кариера. Освен квалитетите фудбалски, многу е важен карактерот на играчот. Многу е важен тренинг процесот. Многу е важен многу се важни тренерите. Тоа ми беше прашањето, целата процедура на еден во младите категории. Да не заборавиме, во развојот на секој фудбалер се многу важни тренерите. Ја би рекол поважни од менаџерите. Зошто? Бидејќи тие се тие кои што секојдневно работат со играчот. Некако се подзаборавени тие тренери кога ќе дојде играчот у некоја фаза. Не, сите имаат придонес кон неговиот развој. Да, фудбалерот со својот квалитет, со својот менталитет, со својот карактер е најглавен, но и тие тренери имаат удел во тоа. Тие тренери имаат до таа мера удел што дури може и да го расипат играчот. Не сакајки. Затоа има FIFA регулативи, FIFA учења, каков тип на тренинзи, у која возраст. А јас пак секогаш велам дека пазарот ги издвојува најдобрите со текот на времето. И пазарот кажува кои се најдобри. Европскиот пазар. Европските клубови. Колку вие сте задоволни од вашите клиенти? Може ли да посочиме некои од фудбалерите кои вие ги застапувате, кои направиле, да речеме, успешен трансфер од нашата земја во странство? Секако дека сме задоволни од играчите кои што ги застапуваме. Има играчи кои што тек се во фаза на некакви преговори за да ги застапуваме. Како што ви кажав, ние ги учиме нашите играчи дека зависи од нив, дека најважни се они. Ние сме како тим на луѓе кои што стојат позади нив, но на теренот они се главните. Менаџерството е менлива категорија, денеска си менаџер на еден, утре си на друг, заутре не си веќе на тој играч, но сепак ние се трудиме на тие што сме сега во овој момент, пошто ние имаме и клиенти, како што ви кажав, разни, веќе со новиот проекти, маркетинг клиенти, клиенти за правен консалтинг, клиенти за менаџерство. Сите ги учиме исто, дека они се најважни, дека ние само помагаме, а дека они се најважни со своите добри игри. Така да, колку сме незадоволни, зависи од тоа како играат, колку играат во одреден момент. Нормално, кога не играат добро, не сме задоволни, но кога играат добро, сме задоволни. Така да, во тој аспект, генерално сме задоволни и се надевам дека ќе бидеме уште позадоволни. Така, како што знаете, денеска домаќин на отвореното студио во текот на целиот ден е колешката Анета Кочишки. Така, сакам да се замешам малку во ова маса. Верувам дека имате прашање. Да го прашам, сакам твојот гостин, Никола. Имаме ли податок за најскапо продаден фудбалер од Македонија? Било кога? Сигурно има податок во ФФМ, јас не го знам точно. Ете, интересно прашање, но не сакам да излажам, не сакајки. Така да, тоа е све евиденција на ФФМ, бидејќи ФФМ посредува при секој трансфер како институција. Секој трансфер кој се прави иде на релација клуб, федерација домашна, федерација гостински клуб. Така да тоа е све под FIFA мониторинг, наречен FIFA ТМС систем, софтверски. И FIFA има увид на сето тоа, така да доколку се прашува... Но еве вие како менаџери со цифриве не калкулирате, немате податок? Ние имаме, меѓутоа вие ми поставите прашање кој е најскапо продаден играч генерално, значи не од нашите играчи, така да А од вашите? Ако можеме тогаш така да бидеме попрецизни? Јас во овој момент не би искажал, би рекол дека тоа е тајна сега. Не ја прашавме цифрата, го баравме името. Знам, тоа е тајна, не сакам да го соопштам јавно. Добро. Само да не ни се случи Мамич Хрватска и слично. Не верувам. Не, Мамич е клуб. Мамич е подпредседател на клуб. Така, но имаме тука продажба на... Порано работел менеджер. Да, Мамич може би прави трансфери, но он го штити интересот на клубот пред се. Он е вработен во клуб. А неговиот син?
Неговиот син е менаџер. Така. Слаđan повели одјави го. Кај заработката за крај, би ве прашал колку вие сте задоволни од вашата заработка или треба да бараме отворена позиција во спортската редакција на 1 ТВ? Кај нас во нашата фирма парите ги земаат играчите. Они се најважни. Они ги земаат големите. Ние ги земаме парите кои што ни следат според ФИФА. Така. Кои што се многу малце во според во тоа колку земаат играчите. Значи, во проценти не може ни Не, тоа да тоа е регулирано со ФИФА. Меѓу 3 и 10%. од трансферот на играчот. Од трансферот, од сумата, од договорот. Благодарам, Никола, што бевте мој гостин Фала и на вечерва. вас. Ви посакувам успех во работата со скаутинг Фала ви на платформата. вас. Се надевам на некое следно гостување на нова тема и на добри резултати. Се надевам јас. Фала уште еднаш. Благодарам Никола, благодарам Слаđan. Колешке Кочишки, тоа беше се од нашиот Така е. разговор. Ја препуштам сцената на вас. Така е, остана уште малку минути за отвореното студио 1. Одиме со блок реклами и последниот гостин за вечерва, господинот Бубо Каров.